Здраво, ова е подкастот за секого по нешто на сакам да кажам МК, а денеска наш гостин е професорот Кирил Сотировски. Вие сте професор, фитопатолог на Шумарски факултет. Знам дека името ви е многу подолго од Шумарски факултет, меѓутоа веќе ќе кажам Шумарски факултет, па вие представете го целиот факултет. Претпоставам дека така е познат кај народот како Шумарски факултет. Секако, бидејќи тоа име беше официјално повеќе од 70 години. Само пред 4 или 5 години го променивме во нешто поописно име, Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг, ХАНСЕМ, при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Професоре, што значи фитопатолог? Фитопатологија е наука која што се занимава со болести на растенија. Јас сум со уште една поспецифична експертиза, шумарски фитопатолог. Односно се занимавам со болестите кои што ги напаѓаат шумските видови. Што се случува со шумите? Ние можеби за шумите најмногу зборуваме кога има пожари, кога има дрвократци. Така е, се спомнуваат. Тогаш се спомнуваат, меѓутоа негативен контекст. Каква е состојбата со шумите? Пак Македонија гледано споредено со европски рамки е малку над просекот според пошуменост. Зависно од тоа кои податоци се гледаат, меѓу 39 и 43% од површината се смета за подшума во Македонија, од 25.000 километри квадратни, значи околу 40%. Во Европа просекот е 39%. Е сега, самиот тој податок, ако сакаме да бидеме наивни, може да се речеме, па супер сме, малку сме над просекот. И тоа постои еден друг податок кој што го гледа квалитетот на шумата. Нешто може да е шума со 15 дрва на хектар, нешто може да е џунгла. И тука имате диспаритет на вредности. Нашите шуми, не заради човечки, делумно заради човечки, не само заради човечкиот фактор, не може да бидат еднакво зелени или еднакво покриени како оние во посеверните земји. Ние сме сепак во медитеранскиот регион. Голем дел од површината ни е субмедитеранска, и заради тоа растителност, односно вегетацијата, волуменот, биомасата по површина е нешто помала отколку во тие посеверни земји. Поголем проблем е човечкиот фактор, кој што може многу негативно да делува, со помалку посветување на шумите или пак со некои сосема негативни ефекти. Што значи тоа помалку посветување на шумите? Помалку посветување значи што треба да прават? Убаво прашање и фала многу. Ни треба време поише, меѓутоа ќе го образложам што пократко можам. Постои така наречено одржување на шуми или менаџмент, мора да се инвестира во шумите. Значи не е само насади и толку. Не е само насади и толку, во некој случај се насадува или најчесто се насадува погусто отколку што треба да биде, после извесен број години, намерно, бидејќи се очекува дека ќе има загуба. Во некој случај кога е успешно посадувањето, односно пошумувањето, треба после извесен број години да се направи така наречена пребирна сеча. Односно треба да се оретчи шумата, за да оние стебла кои што ќе останат имаат подобри услови, не треба да си конкурираат самите со себе. И тоа може да биде и во текот на повеќе децении повторно се влегува таквите шуми за да добие на квалитет таквата шума. Тоа е едно нешто. Треба да се оди почесто на пошумување, во смисла да се во некој случај треба да се обноват пошумувањата на површини за кои што се покажало после година 2, 3 или 5 дека биле неуспешни заради суша и така натаму. Не можеме да очекуваме дека можеме во планина да ги навадуваме растенијата. Можеме на ограничени простори, ако некој сака да финансира и така натаму, меѓутоа оставаме најчесто на природата да го тоа направи. Во некој случај и го правиме тоа. Во Македонија, верували или не, сме биле европски рекордери во годините на систематско пошумување, кога постоеше посебен фонд за шуми. И по
површини освоени и по процент, дури и по апсолутни површини во некој случај сме биле лидери. И биле успешни. Оние што ги гледаме се уште шуми низ Македонија, пошумени, неприродните, се од тие времиња најчесто. Кога е тоа? Ова е доцни 60-ти, рани 17-ти години. А успешни ли беа оние акциите за како се вика за Ден на дрвото. Ден на дрвото. Ден на дрвото, вака, каузата, односно идејата за Ден на дрвото беше благородна. Така, идејата, окей, тоа ме прашав, дали даде резултат, некако За дали жал, имаше успех не може во еден ден да насадите. да се инсистира на 1.000.000, 2, 3 или светски рекорд, а да биде тоа квалитетно. Нема потреба штикли женски да одат и да садат, за да ние знаеме дека е потребна шумата. Значи, идејата беше благородна, активноста не беше. Лошо беше што факултетот наш, практично тогаш унисоно, со консензус застанавме во објаснувањето дека окей, дај направите го месец на шумата, направите го година на шумата, така. Истото тоа направите го стручни луѓе да го направат. Имавме ситуации кога коренот беше нагоре, а зеленото беше надоле. Дали намерно, дали од незнаење, се случува и тоа. Така. Не сме една садница, нека е 3 денара или 5 денара, Така. или 8 денара по парче. Меѓутоа, толку труд стои за тие стотици илјади садници, се испогани на некој начин вредноста на стручните луѓе кои што стојат за тоа, кои што и без тоа пошумуваат. Значи, да не се лажеме, не беше тоа експлозија наеднаш, еве сега произведуваме наеднаш, и порано се пошумува и повеќе. Меѓутоа, се сакаше тогаш да се каже не постои пред нас историја на пошумување, ние сега ќе правиме Ден на дрво. Дали постојано се сади, се врши пошумување? Во Македонија, Пошто мене ми беше впечаток од професора кога беше ова Ден на дрвото дека имало некој застој, колапс, стоп, не се садело со години, па сега ние почнуваме да садиме. Мене таков ми беше впечатокот од страна. веројатно и на целата јавност дека не се сади беше така континуирано. представено. Не, апсолутно, во закон стои дека се сади. Односно се пошумува. Секој од подружниците на јавното претпријатие Национални шуми, некогашни македонски шуми, е должно да пошумува одредена површина секоја година. И тоа формално и се почитува, меѓутоа има сериозен тренд на опаѓање на површини кои што се пошумуваат низ годините. Се намалува и бројот на расадници кои што спаѓаат во рамките на тие подружници, кои што произведуваат соодветен растителен материјал за односното подрачје или за некое друго, па се прави промет во рамките на Македонија. Меѓутоа, тој тренд, за жал, е во сериозен пат во последните повеќе години. Каква е состојбата во Национални шуми? Има луѓе што работат таму, вработени, стручни екипи? Самото јавно претпријатие е еден од најголемите работодавачи. Меѓутоа и бројот на вработени чинам дека се намалува низ годините. Лошо е што се намалува бројот на стручен персонал. Односно, особено на инженерскиот, што е системски проблем, чинам на ниво на држава, не е на нивото на јавното претпријатие. Јавното претпријатие знамо во одлични контакти, бидејќи сме имале комуникација со директорите, постојано побаруваат вработување на свеж кадар, меѓутоа од повисоките инстанции, од Министерство за финансии и така натаму, најчесто не било одобруван, па имаме смешни, би рекол, поразителни случувања да вистински инженери се вработуваат времено, а тоа времено може да трае многу години како секачи, и им се представува дека изгрижи се барем си вработен со плата на секач, а ги работиш инженерските работи Со надеж дека ќе бидеш вработен на другата позиција. Така е, како и на многу места за жал во администрацијата. И ова е поразително бидејќи се реперкуира и на факултетот, бидејќи студентите, потенцијални студенти слушаат дека нема вработување во секторот. Слушаат дека платата е мала.
И знаете, тоа е еден магепсан круг кој што едното со другото се потхранува во негативна смисла. И други некои вакви професии слично на вашата ги имаат овој проблем. Да, многу професии за сметка на не знам што, веќе е малку посериозна анализа треба да се направи. Што тоа ни ги одзема вработувањата по струка во сите сектори. Така. Колку имаме нелегална сеча во шумите? И колку тоа е лошо за шумскиот фонд? Што ме нелегална Легална е лошо. е лошо, да, и е многу. Многу? Е навистина многу. Повторно е сериозен системски фейлер. Јас ќе споменам дека официјално некои податоци се движат дека македонски шуми или национални шуми сечеше званично околу 800.000 метри кубни, кој што главно иде за огревна дрва. Меѓутоа, по една анализа на локални експерти за потребите на ФАО, пресметаа според потребите реални, иако беше тоа направено со анкета, со анкетар, дека веројатно на ниво на Македонија има потреба, односно се трошат за огрев, чином беше нешто под 2 милиони огревно 2 милиони кубни метри огревно дрво. Сега, ако 800.000 е званично исечена и уште од национални шуми и нешто и од приватен сектор, значи дека некаде милион кубни метри годишно, секоја година ги значи јавноста ги добива преку нелегален пат. Некои од проценките се дека меѓу 40 и 60 милиони евра годишен обрт има од нелегално дрво. Посечено од нашите шуми. Така. Јас тоа го споредувам како самопослуга без фискална сметка, без каса. Да. Пушти луѓе натри, ако нема кој да ти наплати, ќе почнат да изнесуваат све. Така и во шумата, на некој начин системот се научи, се искорумпира системот да го дозволи тоа. Иако, морам да кажам дека луѓето од шумската полиција имаат по многу илјади пријави годишно за нелегални бесправни сечи, кои што најчесто се сведуваат на судски процеси, односно постапки од јавното обвинителство во рамките на неколку кривични пријави. Не, кривичните пријави може и шумската полиција, и тие се неколку илјади. Обвинение. Постапката натаму е дали на неколку десетини, не годишно, него низ десетина години. Така. Да. Знаете како? Тоа значи дека не се вреднува или на некој начин се миноризира вредноста на шумата. Или е некој паралелен систем за обезбедување на социјални некои потреби на пошироката популација, најчесто политички причини. Го спомнавте огревното дрво, са тука ми излезе едно прашање. Колку загадува грејењето на дрва? Затоа што сега во овој се збори најмногу дека загревањето на домовите е главен причинител на загадувањето. Загадува. Загадува, дефинитивно. Мислам, што и да запалиш, загадува, дури дрво, дури чисто дрво. Чисто дрво, така. Загадува. И PM честици, и гасови, претпоставувам дека не се горат иглолисни видови кои што имаат дополнително имаат токсични материи кои што ќе запалат оние смолите и тоа е све токсично. Иако сум били самиот во контакт со луѓе кои што не знаеле за тоа, па и во нивните домови некој пат трошеле иглолисни видови кои што се навистина токсични во самата просторија. Тие издувни гасови, се извинувам, гасови... Чадот. Па и не чадот, самиот гас и без чад може да биде токсичен. Изминативе години секој лето имаме доста пожари. Колку е изгубен шумскиот фонд и... Многу. Колку време треба тоа да се надокнади? Шумските пожари стануваат глобален феномен. Гледаме како која година, каде климата, односно локалните услови направиле услови за пожари, така слушаме за одредени региони.
Актуелно беше Калифорнија пожарите, бидејќи го чепна и Холивуд, па нели тогаш јавноста е повеќе запознани, тие беа катастрофални, иако се работи за ниска растителност. Во Македонија, како дел од медитеранското подрачје, сме редовно, особено последните децении, изложени на се почести и поголеми, поинтензивни пожари. Ќе споменам дека 25 и 24 беа особено големи, ако во претходните 20 години рекордна беше 2000-та со некаде 35.000 хектари опожарени и 2007 со можеби 45 или обратно беа тие две. Во 24 биле опожарени 95.000 хектари. Значи ако ви у 20 години биле рекордни убедливо, во некои години се 1000 хектари, 2000, 4000 хектари. Во 24 година 95, без малку 100.000 хектари шума биле опожарени. Во 25 лани тоа беше некаде над оние 35, мислам, можеби 45.000 хектари. Тоа веќе укажува на еден тренд на се поголеми пожари, поинтензивни и попроблематични. Заради климатските предсе причини, подолготрајни периоди ги исушуваат шумите и не само дрвјата, туку и приземната вегетација станува причина за низок пожар. Во земјоделието кај нас често се користи на палење на стрништа и често тие искри знаат да се префрлат во шумска вегетација, кога ќе пламне дрво, особено иглолисно, меќе тешко се спречува и оттаму тие шумски пожари на огромни површини кои што често пати представуваат опасност и за локалното население. Така. Навлегуваат во села и па и некои помали градови. Голем број села, куќи беа домови загрозени од пожарите изминатите години. Професоре, доколку шумите се пациент, каква би била вашата дијагноза за шумите во Македонија? И следство на ова ми било прашањето, кои болести ги имаат шумите со кои што вие се соочувате како професори, ги истражувате, ги анализирате? Се навративме на боровите, бидејќи ни се актуелни и конечно имавме и еден проект, јас би рекол се снаоѓавме со новинарски проект да правиме научно истражување во последната година, конкретно на боровите. На боровите, финансиран од не нашата држава, него од друга држава. Од Холандија, така. Новинарски, јас го велам новинарски, бидејќи заеднички го правевме проектот, сакам да кажам и вие како за истражување. Каква е состојбата со шумите? Здравствената состојба може да се каже дека не е задоволителна. И заради природни феномени, значи влошување на климатските промени пред свет доведува до таа стресна состојба, заради навлегување на инвазивни видови кои што се алохтони, надворешни, страни за ова подрачје, заради поголемиот промет на растителност, на трговија со живи растенија, често пати се внесуваат инсекти и болести, односно габички, патогени од други континенти. Проблеми има Европа и светот од таквите болести. Во Македонија, како кажам, со боровите имаме особен проблем, бидејќи се под постојан стрес. Голем дел од нив се засадени на подрачја на кои што не би требало да се. Каде, например? Пониските подрачја ги прават поприемливи за пред за инсекти, па и за некои болести. Боровиот четник е познат, нели актуелен е постојано, на 2-3 години се интензивира неговото присуство. Ако има поблага зима, тоа значи дека ќе преживеат поголем број гасенички низ зимата и наеднаш на пролет поголем број гасенички го ја прават штетата. Доколку зимите се постудени, помал број од таа популација ќе преживее и ќе се врати во некоја условно нормала. Во последните години имаме поблаги зими, нападот нивен на пролет е поголем, државата не реагира, постојат мерки како да се санира и биле преземани низ децениите во Македонија, во некои случаи, односно во најуспешните
случаи со така наречени авиоакции. Сме летале со авиони и со средства одредени. Се прскало. Како што се прска против комарци, например? Како што се прска, истите тие авиони се пренаменуваат со друго средство. Направено или нешто такво изминативе, не знам, години, последниве години? Во последните 15 чинам дека не, последното беше со биолошки исправен агенс, кој што не прави штета по другите инсекти и природа, туку конкретен патоген за боровиот четник се аплицира и тој во контакт со боровиот четник ги елиминира. И тоа беше направено, чинам 2004 дека беше последно, меѓутоа може да грешам некоја година. Од тогаш наму неколку пати нашиот факултет, односно катедрата на која што работам, која што се вика катедра за заштита на шумите и дрвото, упатуваме на тоа дека е сериозна состојбата со боровите во Македонија. Каде упатувате? Во Министерството за земјоделство. За земјоделство, шумарство и водостопанство. Најчесто декларативно се има разбирање, се бараат средства и најчесто не се добиваат средства. Колку пат државата вложува во научни истражувања во однос на оваа тематика? Недоволно. Недоволно е краткиот одговор и тоа е еден феномен. За жал, јас не памтам министрите на Министерството задолжено за тие инвестиции, а тоа е за образование и наука. Многу често и тие влегуваат во еден дискурс дека УКИМ веќе не е меѓу 2000 на Шангајска листа во свет и на некој начин се префрла вината само на УКИМ или на другите универзитети. УКИМ е јавна институција. Што значи тоа? Дека државата ја финансира. УКИМ се обидува, значи и ректори, и професори, и факултети се обидуваат да се самофинансираат, меѓутоа, доколку државата нема стратегија да го поддржи тоа, не само заради УКИМ и заради другите универзитети, високото образование и науката се враќаат во општеството, во бруто домашен производ. Има познати случаи кога релативно сиромашни земји, Финска е еден убав пример, па и Израел. Финска била она што била најзаостаната земја во Скандинавија. Се емигрирало на голем во 70-ти години, од Финска бегале за да работат во околните скандинавски земји. Финска наеднаш донесува стратегија дека ќе инвестира во високо образование и наука, инвестира и во десетина години се прави пресврт. Сега е таа најквалитетната земја. Лидер, да, таа. Лидер и дури по некои критериуми најсреќни луѓе на светот се. Не е тоа случајно. Израел исто. Израел инвестира до 5,2%. Или е стигнато или ќе стигне наскоро. 5,2% од бруто домашен производ оди во research, во истражување. Во Финска е приближно, меѓу нив се Јапонија е нешто таков тренд. Кај нас ке споменаме 0,1%, убедливо најдолу во цела Европа, би рекол и пошироко. 0,1, а тука чинам дека се фингираат тие 0,1, дека објективно не се 0,1%. Па после некои наши имаат некои нивни научни истражувања надвор од Македонија, ќе прочитаме по медиумите. И така преживуваме. Нема недела дена, убаво е што прочитав тоа дека имаме некакви си финанси во рангот на 10.000 евра, 15 на проекти, двогодишни ќе бидат финансирани заеднички со австријски партнери на наши научници. 10.000 евра во 2 години е 5.000 евра годишно. Тоа не сме да излезе во весник како пофалба. Така е. Да. Тоа е за срамота. Тоа е за срамота ако се размисли колку, значи само да објавиш во последно време објавување на науча, самото актот на објавување, не самото истражување, во некој случај кошта десетици илјади евра, самото објавување во рангот на 2, 3, 5.000 евра. Самото објавување на еден научен труд. Научен труд. Каква е состојбата на факултетот, професоре? Вие сте таму, да не речам, цел ваш живот, така од студент па 35 години да, сум певти таму, и декан. Има ли студенти на факултетот?
или веќе Има студенти, меѓутоа бројот е драстично намален и тој тренд веќе колку се запиша ланската година? ланската година и последните неколку години се движиме околу 20 и нешто студенти на 3 насоки. Самиот наслов, кажавте, долгиот наслов на факултетот ни е описен. Имаме шумарство насока, пейзажна архитектура и екоинженеринг и екоменеджмент. Како која година варира меѓу нив, меѓутоа можеби се изедначува. За жал, знаете, студентите може да бидат и зелени во умот и да знаат зелени во позитивна смисла, во смисла еколошки ориентирани, Така. да се свесни дека треба на светот и на Македонија им треба таков кадар. Меѓутоа, ако не можат да се вработат или ќе се работат во сектор кој што ќе ги вработува како секачи, на некој начин ќе ги омаловажува, ќе има ниска плата, ќе ги обезвреднува. Не можеме да очекуваме во слаб сектор да имаме доволен број студенти. Па и квалитетни. Квалитетните студенти си го бараат местото наму каде што на некој начин нема да им се гарантира, меѓутоа ќе им биде потенцијалната шанса за подобар живот во друг сектор некој. Професоре, ви благодарам на овој разговор. Благодарам и на вас. Се надевам повеќе студенти на факултетите, повеќе пари за научни истражувања и подобрување на состојбата со шумите во земјава општо. Ви благодарам, тие се најубавите желби што може да ни ги И сега посакате. пред летнава сезона пожариве што треба да се што препорачувате, не знам. Има ли некако како да се заштитиме од тие пожари? Па, знаете што поголемиот број пожари се предизвикани, најголемиот број, чином над 90% на ова подрачје се предизвикани од луѓето. Ретко е тоа посакувано, пиромани или некои други причини, често пати е заради невнимание, небрежност и оние палења на земјоделските посеви заради стрништата, за да се очистат стрништата. Така. Ако тоа се намали, а тоа е вон законот е ставено секако, Така. ќе Се имаме враќаме на помалку. она претходно каде што има помалку казнувања, џабе шумската полиција. Да. Така. Ви благодарам, професор. И на вас благодарам.